Градоначалникот контра премиерот. Спорниот хотел во Лаганин уште повеќе ќе ја влоши позицијата на Охрид во очите на УНЕСКО. Сепак, Костадин Георгиев не открива дали ќе ги послуша сугестиите на Зоран Заев да ја откочи зградбата на објектот, на самиот брег на езерото. Вели дека сега било доцна за реакции. Невладините и граѓаните требало да го кренат гласот уште кога се носел урбанистичкиот план. Општината допрва треба да ја донесе конечната одлука, откако второстепената комисија ја усвои последната жалба на инвеститорот. Ние сме на раб да се скараме со УНЕСКО. Се караме подолго време, имаме тука страшен проблем. Меѓутоа тука е проблемот малце подлабински. Во општина Охрид во моментов е во тек ревизија со која што ги прегледуваме начинот на кој што сите локални плански документации се носени, дали се тоа воопшто донесени тие планови легално и законски, за да стигнеме до тие одобренија кои што ние мора да ги издаваме. Премиерот на трибина во Охрид вети дека ќе откочи зградбата, некако што самиот инвеститор рече. Малото објектче за семеен бизнис, кој има 8 соби и 9 апартмани и кое се наоѓа на само 50 метри од езерскиот брег. Зоран Заев рече дека одговорот не смее да биде не може или не бива, туку дека службите во одделението за урбанизам треба да најдат начин тој да биде да. Имате некои мечки вие овде во Охрид, во тоа одделението за урбанизам. Дури да постои правно формален аспект во одделението за урбанизам, не може, не бива. Не бива, не може, најлесно да биде не. Ке најдат начин како да биде да. Против изградбата на хотелот која е надвор од сите прописи за заштита на животната средина. Уште во 2016 година се кренаа бројни издруженија во Охрид, а и самите жители на населбата во повеќе наврати, во знак на револт го блокираа патот. Активистите велат дека објектот прекршува вкупно 12 закони, еден подзаконски акт и не е во согласно со уставот и целосно е спротивен на препораките на УНЕСКО. Собранието веќе донесе заклучок со кој наложува на владата да ги исполни сите препораки од УНЕСКО, со посебен акцент на препораката број 6 за прогласување на времен мораториум на сите градежни активности во Охридскиот регион, се донесување на потребните планови. СДСМ како опозиција постојано бараше како што велеа локалната власт во Охрид, предводена од неодговорни политичари, веднаш да престане да го уништува и загрозува природното наследство.